Добро вечер, добре дојдовте во 7-та епизода на подкастот на Emit Knowledge Echo. Денешната тема на разговор ќе биде софтверска безбедност. Гостинка ни е Драган Илиевски, кој што е консултант за безбедност. Драган, добре дојде. Ти благодарам. Долго сакаш нешто дополнително да си кажеш во поглед за себе, за својата кариера, повели да кажем. Така, накратко би сакал, my introduction е започнав со девелопмент кариера првично, потоа преминав во тестинг, па пробав малку и DevOps, но најмногу сум ги работел оние security работи. Уште од мали нозе тоа ми било драйв кој ден денес го следам и застапувам луѓе кои сакаат да одат во таа сфера, да напредуваат технички, но и да го видат тој свет на security што го имаме и мило ми е што придонесувам во ваква епизода. Фала ти на поканата, тоа што е интересно за мене. Мојот влез, да кажам, во струката беше низ перспектива на безбедност, како дете буквално во 6-то деление. Купив едно CD, кое што се викаше Hackers Handbook. И претпоставам ти е познато, каде што од таму преку призмата на безбедност научив технички да програмираме и тој свет ми се види интересен и така создав, например, создав пасијата кон нашата струка, се насочи во девелопмент, меѓутоа многу добар рез ми направи безбедноста, во смисла дека секогаш кога развивам, треба да имам безбедноста на ум и да ги покриам и тие перспективи при развојот, дека не е само да го искуцам кодот да работи, да изврши одредена бизнес логика, туку и кој се може да го направи ова, кога, како и така натаму. Па затоа и во контекст на денешната епизода сакам да движиме во насокот 4 перспективи. Првата, безбедност при развој на софтверски решенија, потоа безбедност за време на испорак или Continuous Integration Delivery како модел, безбедност кога даваме, например, поддршка на жив систем и безбедност со страна на корисник. Па во дел на софтверски развој да почнеме, кои се најчестите пропусти кои што се случуваат при развој на веб апликациите денеска? Како што влијае на безбедност? Според моето искуство се видело дека често пати во бизнисот знаеме сите дека го има онај моментот на избрзување, на деливирање со кратки рокови и тоа е да underlying issue зашто се случуваат некои такви пропусти. Сега, од искуството до сега сметам дека енумерацијските проблеми најчесто се јавуваат во технолошки системи и исто така не би рекол injection, но повеќе би рекол изложување на приватна дата, затоа што доколку системот никогаш не го проверува леерот со повеќе контроли, тој евентуално ќе врати со одговор што е логичен за системот. Му барам X, добивам Y. Често пати, тука има и позадина зашто самиот девелопмент процес се прави со нешто што веќе постои, но не се разбира целосно како функционира и го користиме by default како што е конфигурирано и затоа и се случуваат некои ненамерни пропусти, но некогаш се случува и оној моментот на workaround. Често пати, знаете, како што реков, брзаат за да се делевира одреден компонент и тоа резултира во намерен security flow, што не го перцепираме страшно, го гледаме како, окей, не е ништо страшно, никој не го знае ова, се дури не го дознаат. Тоа е техничка на security by obscurity, која што не е заштита, нели? Точно. И затоа баш и во таа насока мислам дека главна препорака е тоа во безбедностна криптографија. Користење на криптографски алгоритми кои што се open source алгоритам кои што се истестирани било кој ги напаѓа, не самите да измислуваме со топла вода и да имплементираме всушност security by obscurity. Маку ја се настранив, меѓутоа назад кон безбедноста при развој. Значи знаеме дека има
одредени насоки, барем на тесна листа на OWASP 10 кој што дефинира барем минимум стандард во облик на чек листа кој што треба да не подсети што е тоа што ние треба да го провериме кога развиеме. Значи не е тоа ultimate guideline во смисла дека оче наш да ги поменав овие 10 и тоа системот е безбеден. Не е туку поентата е нели да создаде awareness, да знаеме, да сме свесни дека безбедноста како перспектива треба да покриеме и тие се некои насоки кои што по кои што можеме да се водиме, што е тоа што можеме да го провериме. Во тој контекст дали може да го покриеш OWASP 10, меѓутоа повеќе од перспектива и искуство на терен не е самата листа што вели. Супер прашање. Како член од OWASP заедницата, затоа што и јас учествувам индиректно како пасивен контрибјутор таму, низ последниве 10 години забележувам дека се случуваат промени на таа листа, но сите тие ги фаќаат баш оние темелите на секој софтвер. Сега, како што софтверот еволуира и security треба да еволуира и да ги постави правилно аспектите кои треба да ни бидат битни, и кога ќе се изработува таква листа, треба да се земи во предвид дека оваа листа првично е за веб апликации, но ќе има вариации од мобилни апликации, десктоп апликации, сега излегуваат LLMs, тоа е преголем свет, постојат над 2000 3000 негде чеклисти такви што се по стандард, но OWASP Top 10 што сака да направи? На терен правиме муабет. Сака да постави конкретни барања од девелоперите пред да се развива нештото. Значи, често пати се случувало бизнис или продукт развиваме, тој продукт оди многу брзо, рапидно се прави и стигаме до моментот, имаме прва верзија, MVP, го презентираме на бизнисмени, тие ни плаќаат, ние го ставаме на продукција и just works. Сега, постои процес што се вика shift left. Тоа е процес во кој OWASP Top 10 сака да му кажи на архитектот на софтвер во случајов дека пред да ти се десат одредени импликации во security светот, треба да одиме на назад да ги поставиме тие контроли и потоа кога ќе го изработиме тој софтвер да потврдиме дали тие контроли и очекувани requirements се поклопуваат со actual reality. Најчесто на терен reality is not easy и тука иде оној моментот на како да го искомуницираш ти тоа со одредена фела на луѓе и колку джентл или колку харш да бидеш да му го објасниш тоа. Кои се импликациите? Да. И кои се слабостите со кои ќе се соочи доколку сега не се грижи за тоа. Од друга страна, OWASP Top 10 доколку се следи правилно, поставува индиректно дилеј на тој деливери, затоа што малце и ги комплицира работите, но кога ќе ја пресметаме вкупната сума на време, скратува време. Затоа што сега ги работам овие работи на почеток, ми одземаат можеби месец-два повеќе, но на крајот се соочувам со систем што е многу побезбеден, многу по-робустен. Ми во добар дел таму, например, се предлагаат и одредени конфигурации кои што може out of the box малтане во самиот во самата работна рамка како best practices да се постават или во дел на SQL injection, например, така кај што веќе има постоечки ORM или има постоечки фреймворци кои што може да се користат за пристап кон бази, кон пишување на кверија, параметризирани кверија, што малтене се сведува на кодинг стандарди и избор на фреймворк, отколку трошење реално време, во смисла кај што не знам ако го имплементирам како што знам ќе ми земе X, а ако
имплементирам по практика ќе ми земе 10 пати од тоа што не е точно, мислам, пак ќе биде исто времето. Само практиката на работа е различна. Да, да. И само да спомнам за тоа што ги спомна фреймворксите, често пати by default ние очекуваме дека фреймворкот ќе ни заштити се магично, дека само ако го користиме, тој е safe by design. А јас не се согласувам. Баш напротив, искуството покажало дека доколку користиме фреймворк, ние треба да го користиме правилно, да го интегрираме правилно, да помини дури она DevOps фаза на билдање на таа апликација на повеќе ниво и на крајот да си потврдиме себе си со експерт што ги разбира секој своето ниво, да го потврдиме системот на кое ниво е и колку е секјур. Така. Да, логично, мислам. Тоа е делегирање на безбедноста кога станува збор за фреймворци, нели претпоставка дека тој што го имплементирал знае што прави. Да. И тоа не секогаш треба да се земе здраво за готово, веќе таму има пропусти. Тоа е интересно еве на GitHub, например. Лајберија кои што се користат надворешни или фреймворци, како има надворешна зависност или депенденси кој што е афектирана од безбедност, ќе ти даде нотификација автоматски ботот дека и случај верзијата што ја користиш има таква проблем со безбедност, крени на таа и таа верзија и слично. Да. Нормално е многу движки компоненти има и не може да се земе здраво за готово, само делегираме. И често пати на девелопментот му се допаѓа некои fancy library да се земат, just like that, да си го интегрираат и тоа му ја дава продуктивноста или дизајнот што и да е, но во позадина може би прави и повеќе работи. Така. Од очекуваното. Така, да. Јасно да се случува тоа, мислам, имаше на нас за ситуации поготово на open source библиотеки кои што има недостаток во спонзорства. И од фрустрација, например, уметнуваа работи кои што се као копање на биткоини или не знам, отварање простор за malware injection и така натаму за ецови. Да. Технички колку повеќе компоненти конзумираме од безбедносна перспектива, ги услужнуваме повеќе. Да. Добро. XSS напади. Нешто што ми се чини дека се уште е доста актуелно, порано беше мислам дека многу повеќе веќе не постоеше конфигурација на ниво на пребаруваш да може да се митигираат, така да претпоставам дека уште има голем број на вектори за напад за XSS. Можеш ли да објасниш што е тоа? Да, и значи, да. Како негативно делува, да кажем? Јасно. Значи, моето искуство покажало дека XSS како vulnerability пробува светот да го минимизира прво преку браузери. Преку мејнстрим браузерите како Chrome, Firefox. Повеќето не знам дали знаат, но самиот браузер е истовремено и сервер, локален сервер што се крева во девајсот што се користи. И тој сервер во позадина си има такви контроли на филтрирање, на парсирање на дејта, на рендеринг, како да ја рендерира таа дејта, да не навлегувам многу low level, но XSS како vulnerability, постојат повеќе типови на XSS, но најглавните се persisted, доколку е зачуван некаде, reflected, доколку не е зачуван, но во моментот се рефлектира, и DOM-based со JavaScript DOM елементите. Сега, XSS како injection се случува кога инпутот прима контент кој не е филтриран и тој под предпоставка се зачувува некаде. Сега проблемот е рендерингот. Кога ние го вчитаме од некој data source како база, па таа појде во backend API, па API од го одрази на кај фронтенд, фронтенд не е свесен дека ова е literal string и фронтендот место да го извади како текст, го извршува. И со извршувањето вметнува некој payload или зема некој куки и го праќа кон некаде. Имаше случка со fetch се вика, технологијата и Firefox и Chrome си ја има built-in
и постојат експерти на кои XSS му врши работа на пренесување на дејта. И се случува, например, самиот атакер или да речам bad actor пробува да направи XSS payload, кој го праќа како линк некаде, тој линк кога ќе го кликнат си се извршува, но извршувањето резултира и во пренесување на дејта некаде. И така се крадат сесии и баш keylogger да имплементира, например, кај што ќе праќа. Па индиректно да, може. Сега, постојат повеќе технологии на повеќе нивоа што го превенираат тоа, но постојат и bypassing техники кои исто така можат да се искористат. Например, XSS може да се употреби и како JavaScript upload файл. Мислам, ова се случува често пати затоа што знаете кога security експерт го гледа еден систем, не треба да го гледа како by the book, како XSS ми е вака конкретно дефиниран и вака може да го експлоатирам. Имаше нешто? Сакав да прашам тука, например, како превенција. Нели, еден начин е санитизација. Да. Тоа што влегува да пробам се што е познат вектор да го исчистам, меѓутоа не да го исчистам со помош на регекси и сам да смислувам механизми, туку да најдам веќе проверен фреймворк кој што е препорачан. Например, Microsoft своевремено има свој XSS Sanitizer, кој што се користеше, да кажам, за CSS и JavaScript XSS вектори. И за таа листа константно не расте, се апдейтува, така и треба тој фреймворк да се апдейтува, се користи. Google има исто свој фреймворк и така натаму. Поинтата ми беше дека на страна, например, од фреймворците, дали може Content Security по листата некако да ни помогне? Често пати да, но не е гаранција. Како што реков, во security светот се сведува на минимизирање на рискот. CSP е уште еден built-in начин каде што ние го информираме браузерот како да се однесува и да не заштити од одреден контент. Тоа се повеќе контроли, некои од нив не се ни јасно документирани и појавени, затоа што често пати и на Firefox и на Chrome и на произведувачите на браузерс не му одговара да го сватиме како функционира цело. Затоа што од една страна му помагаме на девелопмент подобро да се интегрира со апликацијата, но му даваме контрола да одредени техники или контроли да ги байпасни. Затоа тука е оној трейд-оф моментот. Интересно. Добро. Ме интересира во дел на автентикација и авторизација. Веќе еве начално се фокусираме за дискусија за веб апликации и API-а. Ќе пробаме таму фокусот да го држиме. Кои се препорачани механизми за автентикација и авторизација кај овој тип на системи? Значи, од моето искуство до пред 10 години, кога ќе градевме апликација, накратко речено, автентикација беше идентифаер кој е всушност тој што го користи системот, а авторизација беше што уствари тој може да направи во него, какви пермисии има. Порано имав едно предавање каде што направив една аналогија со девојка на шанк, така се вика примерот. Многу интересно беше. Што се случува? Една девојка седи на шанк сама и еден дечко ја гледа од страна. И сака да и пристапи и да ја викне, да речеме, на кафе. И тука се случува тој identification моментот, представувањето, и после таа, базирано врз идентификацијата, треба да заклучи дали ќе излези или нема да излези со него. Едноставен е примерот, но зошто го спомнувам ова? Затоа што новите апликации што сега ги користиме и правиме, користат многу по-комплексни автентикатори и тука има и моменти на two-factor authentication,
оној zero trust policy моментот на авторизација. Ќе стигнеме до тоа подалева што ќе дискутираме, да. Но во моментот зошто ги спомнувам, затоа што од security аспект порано се очекуваше да го девелопираме тој логички спој на како автентицираме и како авторизираме одредени луѓе или корисници. Но сега се случува обратното. Ние користиме third party систем кој му веруваме често пати и delegated. Точно, тоа е authority. Индиректно децентрализирано нашата апликација, но нашата апликација точно го интегрира и тој се грижи за безбедно да го автентицира юзерот, да му ги даде потребните пермисии и да ги спречи сите горе-долу инциденти што би се десиле од тие две, да речам, области. Значи, твоја препорака е, ако добро те разбирам, доколку имаме потреба од автентикација, авторизација, да делегираме кон надворешен систем и да се интегрираме. Да. Значи, со пример, не знам дали ќе биде тоа Open Authentication механизам или што е да е, каде што... Точно, со тоа што се уште постојат legacy системи, каде што го немаме тој фенси начин. Од security mitigation, како се пристапува на тие системи, често пати се користат добри криптографии, како што спомна и ти, дека не сакаме да измислуваме топла вода. Баш напротив, знаеме дека имало гениални умови, напишале криптографски функции кои се безбедни и ние сакаме само да ги користиме и со тоа да си олесниме и себе и на самиот систем да биде побезбеден. Така. Сега, постои трет момент што го прават некои системи, што го имам во искуството видено, тоа е оној хибриден начин, и authentication и authorization е базиран на еден токен. И тој токен ги содржи двете. Тука треба многу предпазливи да сме. Мислам, ова го споделувам со публиката доколку се соочат со таков челендж, да знаат дека таа дејта што ја содржат во тој токен е decryptable најчесто. И кога е decryptable, лесно може да се манипулира, да се откриптира, затоа што од криптографска перспектива тоа ни тежи нас на системот. Ако е пресложен алгоритмот, нас не кошта computational power. И тука се тие пак трейд-оф моменти на такви одлуки, но токените што се во таа хибридна состојба треба да бидат или одделени, или да има некој салт или зависност во позадина која нема да дозволи да се измени интегритетот. Така, да не е подлежен на надворешна модификација технички. Да. Да, сам затоа нели тука ги имаме традиционални, има GVT токен, има cookie based тип на автентикација, каде што има криптиран некаков пелот, така што тие се некои механизми, да кажам, кои што дури и добар дел од фремворците ги нудат out of the box, меѓутоа и таму има трикови каде што може да се случи да не се соодветно исконфигурирани. Мислам дека security сам по себе е комплексна проблематика и не трпи сива зона безбедноста. Ако, не знам, во останатиот дел од развојот, пример, карикирам, користам Entity Framework, може не знам како работи детали, ама ќе видам туторијал, ќе скрпам, ќе направам нешто да работи, безбедноста не го трпи тоа, не трпи половичност, не трпи сива зона и баш тоа може да донесе до пропусти, не знам, например, работа со автентикација базирана на кукија, ако не е HTTP only тип на куки, па може го пристапи скрипта, XSS напад го пушта тоа куки автоматски автентикацијата. Точно. Правиме bypass така или баш тие мали работи. Ситници се детали, ама се важни финеси, мислам, кои што отвараат после простор за други механизми да профункционираат, да и бара тука, да кажам, соодветна предпазливост. Певе, кога сме на таа тематика, да кажем, јас сум програмер
и треба да имплементирам некоја функционалност, дали автентикација или некаква бизнес логика, било што. Добро. Што е тоа што треба да го направам за да го покријам делот со безбедноста? Како да станам свесен и за таа перспектива? Кои се чекорите што треба да ги направам? Треба прашам некој, да побарам некој да го види. Јас од искуство... Кој е механизмот од искуство, да кажам? Да, јас од искуство би предложил approach што јас си го користам често пати. Значи, едниот начин е да земиме некој готов стандард, да почнеме со OWASP Top 10 или ASVS. Мене ми е по фаворит тој, затоа што тој стандард ќе ни ги даде баш оние работи на кои треба да мислиме пред да ги правиме. Во мојата глава, девелоперски гледано, има два процеси. Прво ги мислиме работите како ги правиме и после ги девелопираме во код. Полесниот дел е пишувањето на код. Потешкиот процес е смислување на структура која треба да биде и модуларна и конфигурабилна и како билдинг блок после таа да се земи и да се користи рапидно во одреден софтвер или контекст. Сега тука иде оној object-oriented пристап на размислување, но кои се чекорите ме праша и моето скратено, да речам, резимирање, првично поставување на здрава архитектура, солид принципи, поставување на софтверски чиста околина, каде што не крпиме, не лепиме, не пробуваме брзо да проработи. Туку пробуваме еднаш, ама како што треба да проработи. И тоа ќе ја дефинира целата култура и квалитет и екосистем на тој систем, индиректно. После од него продолжуваме да имплементираме, како што рече, автентикација, авторизација, базирано на тоа што го имаме како билдинг блок и на крајот правиме тестови. Често пати девелоперите, вклучувајќи мене, сме избегавале юнит тестови да си правиме. И тука иде моментот на имаме функционалност што не ја тестиравме дали правилно се однесува. Така. Тоа би било горе-долу, да. Јас ќе споделам, например, моето искуство. Ние, да кажеме, во склопна фирма имаме фреймворк кој што на страна од бизнес логиката адресира и две перспективи. Едната е валидација на податоци, а другата е автентикација, авторизација како перспективи. Самиот фреймворк, мислам, тој не може да заврши работата место тебе. Меѓутоа, може да те подсети дека чекај што правиме со ова, кој може да го пристапи, кој треба да го пристапи и под кои услови, така те натера да мислиш. И сега, оние проблеми, да кажам, најчесто кои што се случуваат се валидацијски. Во смисла, поврзани со самата бизнес логика. Така. Да кажеме, не знам, проверуваме дали треба да земеме извештај од банка, така. И проверуваме дали корисникот е автентициран, тој извештај, например, има и листа трансакции, така. И да кажеме, ние пуштаме user ID, и сега тука идор напад, значи може кај што јас сум автентициран, ама пуштам за друг корисник да ми врати, така, кој што не сум јас, и тие се суптилни проблеми кои што се логички, да, и се зезнато што ликуваат дата реално. Тука, например, не може да ти помогне нити чек-листот, нити фреймворкот, ништо и од таков тип, например, проблеми, искуствено највеќе ги имаме фаќано идентификувано во систем, кој што ти ќе провериш се, така автентицирано, авторизирано, може, меѓутоа на крај фали проверка, чекај дали ти ова што го бараш ти припаѓа на тебе, технички. Точно. И автоматски ќе ликуваш дата при здрав систем, кај што, мислам здрав, кај што сите бокси се тикт, нели? Да. Некако стандард, нели, имаме автентикација, имаме тоа. Се оке, ама самата логика е корумпирана на некој начин или несоодветна и дозволува да податоци во системот истечат. И некако тој тип на грешки ми се најтешки можеби да се идентификуваат и да се фатат. Поготово што фокусот од девелоперска перспектива ние
на бизнис логиката, а не на дефанзивноста. Точно, да. Па често пати, како што реков, енумерацијските типови на vulnerability баш се такви, каде што ние имаме, да речам, еден структурен начин како ние добиваме одреден ресурс. И му се обраќаме на серверот вели окей, ти си ID1, јас ти давам од ID1, еве ова треба да го добиеш. Но скоро никој, кога ќе го имплементира тоа, не пробува што ќе се случи ако пробам со 2. Или со 3. И кога понатаму понавлези, security гај како размислува. Често пати енумерацијата му е почеток, а кога ќе добие дејта, тоа му е плюс информација. Од таа информација добива кој фреймворк се користи, кои технологии. И сите тие компоненти што се користат by default имаат и свој vulnerabilities. CV база си постои со ID-ња и буквално може да, окей, да речи, сега, што јас гледам? Сега, моментот што го спомна со чеклистите. Технички гледано, чеклистата го има ова опишано, но ние не сме свесни дека го гледаме. Так. Не знаеме дека тоа што е чект се случува овде, затоа што е делче од нешто друго ваму. Често пати и тие системи не се ни изложени кон надвор. Се случило систем, од надвор добива преку еден endpoint, внатре 15 други операции прави и на крајот излегува тој податок на сосема друго место. Затоа оној security design треба да се прави и при поставување на проектот. Често пати сме свесни дека in real life не е така. In real life некогаш и веќе имаме продукт, па треба да го адаптираме кон некоја друга архитектура. Тука иде оној моментот на мигрирање, на реструктурирање, често пати тешко е да се искомуницира сето тоа така едноставно. И затоа и идиме до моментот Јасно, дека има безбедносни пропусти. Кој е начин, например, да се заштити метод brute force? Ставаме решение на веб и некој ќе почне, например, да му прави brute force енумерација, дали за автентицирање, дали за нешто друго, не знам, API да пробие и така натаму. Како можеме да се справиме од brute force? Brute force нападите, наедноставно кажано, се напади каде се итерираат до безкрај, комбинации од зборови, бројки, букви, како и да е, тоа е тој фазинг делот. Постојат повеќе контроли на повеќе нивоа што можат да се постават. Например, на мрежно ниво, кога би поставил некој трешолд на однесување, доколку јас видам дека во логин формата некој ми пробал да ми се логира 10 пати во една секунда, си велам реално, ова не е behavior на човек, затоа што човекот не може толку брзо да куца, а и дури и да би куцал, колку букви и бројки би напишал во толку кратко време. Реквести во секунда, например, пратиме. Да, некој тајм лимит во кој се очекуваат на мрежно ниво како да се однесуваат. И кога ќе забележам дека некој се однесува така, на некој начин го блеклистам или го превенирам да продолжи со истото темпо. Тоа е една од mitigation техниките. На апликативно ниво исто така постојат whitelisting и blacklisting методи што се имплементираат и кога некој се логира или прави brute force или енумерација, формата на тоа што го вртиме на фазерот може да се види дали е предвидливо, непредвидливо, дали е во формата што би успеала или не би успеала. И тука се креваат оние red flags, ако има добар логинг или ако има некој CM систем во позадина, ќе го повика точниот човек да реагира на точното место. Така. Да кажеме во дел на по IP адреса, кога ги ловиме, или ловиме одреден тип на behavior, што се случува доколку
има оператори кои што делат на пример иста IP адреса, дали тоа значи дека ќе блокираме на пример група на корисници кои што сепат таа IP адреса, кажеме, голема компанија или нешто. Често пати се случуваат и такви постојат прокси, да речам, сервери, кои се способни во многу брзо време да менуваат IP адреси и да реюзаат многу брзо IP адреси од одреден пул на IP адреси. Импликациите на следење некој по IP адреса на мрежен администратор му се многу јасни, затоа што IP адресата не е ништо фиксно, ама е нешто по кое се идентификува одреден актор во одредено време. Сега во поранешно време се идентификува basically со ова IP адреса, одам јас, пријавувам таму и ми велат, ова е на Драган. Добро, Драган беше. Ама сега тоа не функционира. Затоа постојат и поинакви механизми што за жал или за среќа и мислам дека ќе се спроведат во скоро време, ќе постои correlation device ID. И секој девајс ќе биде identifiable мрежно, но нема да биде пристаплив програматикли за некој да не го искористи. Тоа беше идејата на Макот всушност, меѓутоа и тој се спуфа така да. Да. Баш така и баш затоа сега прават нов, што најчесто дури да се развие, дури да се појави, да се прифати, ќе треба време. IP адресите се до некаде лесни за следење, се дури не го изгубиме контекстот во конкретната сесија. Сега постојат софтверски advanced тулови што го прават тој свич со поинаков хардвер, затоа што една мрежна картица кога ќе добија податок од ESP-то, добива конфигурација. Постои начин да добие две конфигурации на ист хардвер и да ги свича. Многу брзо да ги свича и секогаш да припрема нова конфигурација и тоа уствари би се случувало за многу потешко да се идентификува таков фактор. Но и за тоа сега, барем по новиот свет да речам, го користи, постојат AI-based тулови кои прават споредба на anomaly detection, се вика процесот, на некој начин го следи однесувањето и доколку однесувањето е слично, го идентификува по бихевиорот, а не по мрежната локација. Така. Да кажеме за градење на системи или тимови кои што можеби таа перспектива не ја земале во предвид кога буџетирале. Дали едноставно решение за превенцијата од brute force или од надворешни напади од типот на denial of service, Cloudflare би бил еден тип на решение кај што може тоа да се делегира, ја не се разбирам, повели тука брка работа, мисли го како ќе спречиш. Да, тоа и се случува најчесто. Cloudflare е trusted како компанија и како посредник на многу такви мрежни DNS конфигурации. Често пати, што се случува со Cloudflare? Тоа е како што самото име кажува cloud-based. И cloudот има многу повеќе ресурси да обслужува. Сега, доколку ние направиме апликацијата за одреден товар на повици да се обраќа кон ресурси што се многу поголеми од нашиот сервери, тоа што го имаме, тогаш сме на некој начин зависни да му веруваме на тој систем. Јас лично му верувам, но од друга страна тука иде оној моментот, пак имам јас некој дилеј on top of Cloudflare и јас пак се враќам назад и комуницирам кон вистинскиот систем. Дори не само тоа, туку и да кажеме свој виден тип на недостаток е што тој одлучува што филтрира. Мислам, тоа што за тоа што го бираме и истовремено е и недостаток, бидејќи многу точно често може нели false positives, кај што ќе остане корисник, некој што не мене ми се случувало, пример, пробам да отворам некоја апликација, ми дава чекај да верификувам, решава и точно пазл некаков кој што ќе го даде, нели,
и кој што може би за одреден тип на корисници тоа не е ни прифатливо, не знам, се татко ми да земе да решава, намести ги семафори или најди ги кои се моторчињата, е малку тешка работна задача, да. Па затоа и тие системи, тој е антибот систем за превенција, во повеќето случаи решава проблем, но некогаш има и side effect на нормално. Innocent victims. Так. Да. Добро. Од перспектива на API, дали таму има нешто на кое што треба во девелопмент светот да се внимава, нели? API-та сами по себе повторно можеби слични автентикацијски механизми може да се аплицираат, има API клуч или некој можеби со куки ќе го користи, некој со некој токен поразличен. Дали таму треба на нешто да се внимава дополнително од перспектива на развој на софтвер? Така, во моето искуство се покажало дека API-њата први треба да се фокус кога се разбива нешто. И јас дури и често пати кога сме поставувале проекти, сум му кажувал на инженерите, почнете со API-то и почнете конкретно секој параметар, филтеринг, input validation, session management, значи сите тие работи треба да се случуваат на бекенд, тоест на API, за да товарот на валидација биде by default прв, пошто тоа е middleman е API-то. Често пати имам видено слабости, фронтендот ја прави валидацијата, но API-то во позадина не го прави тоа. Например, input field, $5,000 праќам трансакција од Драган на Маријан. И сега некој пробал на фронтенд да го ограничи минус 5,000 не може. Но на API, ако го направи истиот повик со API со минус, ќе му помине и што е појако од Маријан, волетот ќе ми стигнат мене пари. Често пати го имам видено како интересен антипатерн и сметам дека API-њата први треба да бидат ударни. И да. Тоа мислам дека многу супер поента што ја спомна. Мислам дека кога се гради еден систем, многу често се трнува таа замисла дека па ние го развиваме ова и си веруваме, нели, нема тој што куца фронтал менаме зезне и обратно. Меѓутоа кога се работи за безбедност, да се третираат како два засвоени системи. Ели, дефинираш кои се границите на тој систем, тој што го развива бекендот, најверојатно границата ќе му биде неговите API endpointi што ги дефинирали, се што ќе помине низ нив напред или назад, треба да го провери, филтрира и да види што се случува, значи без предпоставки дали е клиент на тоа API колегата него што седи до него и го куца фронтендот или е некоја шеста апликација таму, значи двете страни треба да имаат валидација технички. Од искуство се покажало и дека често пати се намерно испаја, намерно мислам во аспект на Маријан работи бекенд, Драган работи фронтенд. Маријан, ти не само че јас ке го фатам на валидација. Тоа е погрешно што валидацијата на фронтенд е за корисничко искуство, за user experience, а бекенд е бизнес логиката, да кажем. Да. Како што велат, еден другар исто има јака фраза, фронтендот треба да биде убав, бекендот треба да биде паметен. Така. Супер, добро. Ова не носи сега кон следната тема, безбедност за време на испорака. Сега за да можеме да го дефинираме што значи испорака, зборуваме за процесот на continuous integration и delivery. Тука има одредени точки кои што исто така не често се обрнува внимание и се проблематични. Повторно од истата предпоставка дека ние сме тие кои што контролираме процесот, се кај нас, ние испорачуваме како што може да биде да отиде по ѓаволите, нели, да не работи. Така. Меѓутоа, нели, како вика тоа, предпоставката е мајка на сите заебанци. Па да трнеме од таму. Како да се осигураме дека ќе ги елиминираме безбедносните пропусти и проблеми за време на испорака? Што е со Evident Security Gate, кои се
практики кои што тука ги, да кажем, ги препорачуваш? Тоа е многу убаво прашање. One of my favorites. Значи, во процесот, каде деливираме одредени chunks of deliverables, без разлика дали е backend, frontend или било како, тоа е спакован дел од логики, контроли, функционалности, кои на повеќе нивоа функционираат или не функционираат и стигаат до одредена локација која е testing environment, pre-production, production environment. Сега, како security елегантно го решава ова е сопоставување на quality gates и security gates. Што значи тоа? Доколку овие правила јас не ги видам дека функционираат, не го пуштам ова да се релисни. Некои компании не го преферираат овој начин затоа што релиз тимот нема да му се допадне тоа што блокери ќе има, па ќе стојат, па ќе се доцни, па клиенти ќе се бунат, но постои баланс меѓу тие две. Тоест, тој security gate да биде доволно јак, да не пропушта сериозни работи, значи од искуство critical, high и medium евентуално биле во security gate-от, а од medium надолу било прифатливо со тоа што се обврзуваме во следниот deliverable да се средат и тие. Да. Што е тоа што security gate-от го гледа, да кажем, што анализира? Најчесто се прави анализа на SAST, на самиот код, самите libraries како се поставени, DevOps environmentот како е конфигуриран и сето тоа може да се направи како некој пайплайн кој паралелно поминува од самиот деплојмент, од самиот пекинг на софтвер до деплојање, до стартнување на серверот и работење. Напоредно се прави процес, паралелно индепендент од овај, кој исто така ги прави проверките. Кога е во код, например, постојат fancy tools како SonarCube, иако е скап, морам да признам дека си ја брка работата, и на самиот девелопер уште во development phase му дава сугестии како ова да биде secure. А потоа кога ќе појде на деплојмент, во деплојментот постојат тулови како Checkov. Како еден вид автоматска скрипта која поминува низ такви rules и враќа назад output дали нештото е или не е добро конфигурирано. И мислам дека мене лично ми се допаѓа тој начин на deployment, secure deployment, и тоа е овој DevSecOps моментот што го форсираме последниве 5 години. Development, security и operations дружени во некој CI/CD. Да. Добро. Една од болните тематики, да кажам, при испорака е и управување со конфигурации. Така. Имаме повеќе околини, повеќе конфигурации. Што ја препорачал тука како своевидни практики? Така? Значи, прво, безбедност, нели, кога размислуваме на темата, како што размислуваме од надвор, треба да размислуваме од внатре. Така. Точно. Кои се практиките кои што може да ги аплицираме во дел на управување со конфигурации? Еден или од начините Key Vault, меѓутоа ќе те оставам ти да образложиш и да дефинираш. Така. Значи пак од искуство од терен. Во искуството мое се покажало дека by default ние кога разбиваме софтвер одредени информации што се sensitive by nature ги хардкодираме, затоа што е брзо и лесно. Но иде моментот каде хардкодирани има ризик да се изложат, да се искористат, да се декриптират од одредена форма и затоа постојат, како што ги спомна, Key Vaults. Тоа е еден вид сервер, истовремено и база, која е encrypted by design и на едноставен начин постојат key и value делчиња
и ние го прашуваме киот, тој ни го враќа value-то, но валидацијата ја прави внатре без да го изложи тој confidential data. По-стари системи, кои не се на тој тип на функционирање, си прават своји такви компоненти кои би го правеле тоа обфускирање на data. И како што рече, болна тема е configuration да се следи. Затоа по-фенси начин е во самиот DevOps процес постојат тулови каде што infrastructure as code може да се пишува, да се однапред напиши безбеден контейнер, безбедни key vaults поставени, поврзани во самата инфраструктура. Технички, ако те разбирам добро, идејата е во склоп на DevOps да имаме чекор кој што нас ќе ни ја спакува конфигурацијата во онаков облик како што е потребен за испорака. Така, дури да речеме, ако не знам, се хардкодирани вредностите за development, во дел на DevOps ќе направи трансформација, ќе се поврзе со key vault, ќе земе вредности, ќе направи патч што и да е и ќе го испрати како спремен файл без никој да има пристап и да ги знае кои се вистинските. Точно, со тоа што тука е тој момент на апликативно ниво, на мрежно ниво, на контейнер ниво, затоа што модерно е да се користи, да речеме, Docker како контейнер. Тој заштедува и ресурси, и меморија, и време дава подобро. Сега, on-side of Docker, тоа е виртуализиран софтвер, но од друга страна и Docker си има своји конфигурации кои треба некој да ги разбира и кога ќе го градиме цел тој софтвер да има представа, тој што го гради тоа, во какви контейнери што се случува. Тука иде оној момент и на скелинг. Пример, ако имаме продукт што функционира just fine, ама ни треба 20 пати повеќе ресурси да се обслужат, Kubernetes ќе го скелира, ама configurability, ако не е добро направен, ќе имаме проблем. Ќе имаме side effects на самиот behavior на самиот систем и скелингот се планира со конфигурација исто. Така. Мислам, сето тоа е некако поврзано, но на security перспективата му е битно. Кога јас ќе ги видам конфизите, да нема debug on, да нема моменти каде што се изложуваат работи што не мора да се изложуваат. Поентата е да security треба да обезбеди граница во која што системот функционира. Да кажеме периметар баш. Значи, DMZ. Кој што, како, каде, што гледа, кога гледа и тоа да биде минимум. И сега тоа не носи до zero trust принцип на работа. Дали може да објасни што е zero trust и како може да го аплицираме? Тоа е архитектура и пред се концепт што беше во поновите да речам времиња измислен и поставен. Првично кога правевме софтвер, заради што немавме представа што се има, дававме by default се. Дававме терен за оперирање, па после ќе го редуцираме. Ова е спротивното. Значи, сега сакаме by default да имаме најмалку и се што плюс ни треба ќе додаваме и ќе го прошириме тоа множество на пермисии, на автентикација. И сега Zero Trust постојат и стандарди кои те учи basically ти имаш најригорозно затворен систем и потоа се што треба да комуницира кон некаде, само за тоа конкретно нешто се прави правило кој ќе го изложи или ќе го извади од тој систем, но не дозволува ништо друго. И предноста е очигледна, уште од вкорен не дозволуваме секој да прави се. Тој систем кога ќе созрее не може, атакер многу тешко би можел да го байпасни, затоа што не постои концептот да се вметни тој внатре. Така. Чисто за да биде појасно и поконкретно, јас на пример тој пристап порано го знаев како blacklist approach, blacklist first approach. Да. И што тоа би значило? Например, имаме, не знам, виртуелна машина, однапред имаме
некако фарул, дали е фронтдор или не е небитно што е, на крај на денот викаме, окей, наместо се е отворено или како што е дефолтната инсталација дала, каме не. Тоа што отвараме порт 80 и порта 443 за HTTPS, Точно. толку. И автоматски ние веќе тој периметар сме го издефинирали е јасен и некој да проба да пристапи машината, не може, нема како. Таа има проблеми со апдети, со компоненти, со што и да е, веќе имаме некаков лимит кој што не дозволуваме напаѓач да пристапи директно физички на самата машина. Така, и со тоа да кажам сме направили некаква заштита. Ако ни треба, имаме потреба, не знам, од SSH или RDP, сега тука одиме на тоа, нели отвараме правило, кое што ние пак одиме не широко да биде, туку да, точно таа IP адреса со толку и толку рок на важење и така натаму, кај што некој пристапува, кога ќе заврши се чисти, пристапот елиминира, значи не може да пристапи на RDP секој од било каде, туку буквално тој кој што точно знаеме, не знам, кој треба да пристапи, која е неговата IP адреса и така натаму. И тоа е баш убав грануларен пристап на работа, бидејќи не ги размислуваме, не оставаме секој да прави што сака, туку баш нели тоа што треба, колку што треба и прави некаков лимит. Добро. Бидејќи сме во делот на континуирана испорака, мислам дека е важно да го покриеме и делот со интегритетот на испораката. Така. Рековме, градиме некаков пакет, така и тој пакет негде се дистрибуира така на една или повеќе машини, да рекаме, докен инстанции, виртуелки и клауд сервиси, не е ни важно. Меѓутоа, како може да осигураме дека аутпутот или излезот од артефактот на процесот на градење или билд, тоа е тоа што е испорачано на некоја виртуелна машина или некој клауд сервис и така натаму. Така, значи во security светот исто така некој го размислувал уште од мрежно ниво моментот на кога јас пратам одреден sequence of data, да речам, како јас ќе знам дека по истиот редослед е стигнат ваму. И постојат механизми како CRC checksum што постои. CRC checksum што прави? Basically споредува контентот, го врви низ некоја функција која е едносмерна, f од x пример, и поставува некој хаш. И тој хаш е гаранција дека од овој компонент интегритетот го очекувам да кога ќе појди таму и го поминам по истава функција, ќе го добијам истиот хеш. Доколку не го добијам, значи нешто е скршено, нешто е сменато. Тоа е наједноставниот концепт на проверка дали интегритетот е нарушен. Сега, во security светот се случува и крафтнување на хеш. Значи, тоа баш сака да те прашам во смисла, бек имаме во ситуацијава две инстанции. Да. Едната вика јас генерирам клуч, другата вика во ред, тој генериран клуч треба да го споредам. Така. Сега тука постои можност за man in the middle напад или од друга страна има потреба од алгоритам за размена на клучеви. Така. Како да знам дека кој клуч кој што мене ми стигнува да го споредам е стварно валиден така. Е стварно таа машина која што го избилдала или го крирала, например, тој пакет, а не е некој во средина дека пише случај CRC, тоа е N234, остари точно така. Епа, светот моментално како го решава тој проблем е повеќе такви функции користи и издава документ каде што ти вели Маријан, ти треба да очекуваш на CRC ова, на SHA-256 ова, на MD5, мислам, постојат конкретни функции кои резултираат во хешови и тој integrity check. Сега, тоа што го спомнав, како се байпаснува тоа, постојат low level алатки, кои security guys нормално ги поседуваат некои и проценуваат каков би бил хешот, кога би бил ваков и ваков контентот. Но исто така знаат кој дел од кодот да го сменат
И во тој код си оставаат некој баферна меморија, пример, и во таа бафер меморија вметнуваат нешто друго, но пак резултира со истиот хеш, затоа што исто мемориски тежи, истите инструкции ќе ги врати назад, само ќе го... по дефиниција на добар хаш би требало дури минимална промена да има, барем 50% од хашот да биде различен, да. Точно, и затоа се препорачува да се користат овие дефолт хеш техники, каде ние му веруваме, како што рековме со криптографијата. Не сакаме ние да измислуваме validation или integration тулови, туку сакаме да користиме математички прифатени алгоритми кои ден денес функционираат и му веруваме на математичарот што ги напишал. Така. Добро. Ме интересира се во делот на соработка помеѓу DevOps и Development. Значи, каква би требало да биде соработката за да може да ги митигираат овие проблеми? Кој е тој инпут кој што треба Development да го добие од DevSecOps за да се зголеми нивото на безбедност и за време на развој, меѓутоа и за време на испорака? Па, од моето искуство, DevSecOps тимот треба прв да постави темел на очекувани критериуми, environments. Често пати имам забележано дека DevSecOps обично се развива после development и тоа е real life сценарио, но идеалното сценарио би било кога DevSecOps се постави прв и тој ги постави критериумите на какви environments, со какви програмски јазици, значи тој архитектинг делот кој го поставуваме на почеток за да немаме главоболки понатаму. И како бизнис сите ги прифаќаме овие конкретни технологии со овие, да речам, процеси резултираат во добра интеграција и комуникација. Сега, in real life, девелоперите секогаш ќе си комуницираат со своето прво. Но DevOps треба да поттикне култура, каде, мислам, често пати фирмите поставуваат и тикетинг системи, по тикети комуницираат, но поефективно во моето искуство се видело како weekly или monthly meetings, каде DevOps и Development дискутира за конкретна интеграција, како едните го прават, како другите го прават. Тој refinement процес резултира во продуктивно и конкретно деливирање и нормално соочување на проблемите, затоа што често пати, пример, development заради конкретна лимитација не може да го надмине проблемот, но DevOps може, затоа што и DevOps до некаде покрива конкретни работи во девелопментот. Иако тоа се independently два света, имаат заедничко тло по кое можат конкретно да работат. Како комуницираат најдобро се базира на колку конкретно ги дефинираат requirements на почеток и како тоа го испорачуваат од двете страни со времето што го имаат. Искуствено, кои се најголемите грешки, да кажам, што се случуваат или најчистите грешки кои што се случуваат од перспектива на безбедност, кои што си ги видел, да кажам, кога треба да се испорачаат веб апликации конкретно? Генерално? Баш во делот на испорака ме интересира. Така еден дел го спомнавме веќе конфигурациите, например, така хардкодирани се. Да, нели да. Тоа е сега пристап до нив. Има development тимот, има некој друг можеби, така. Дали има и други вакви проблеми кои што од безбедносна перспектива се би требало да се решат, кои што се во овој дел, во делот на испорака? Па од искуство до сега најимпактфул во овој момент е проблемот со компоненти,
Како што рековме, сите сакаме фенси компоненти да користиме, но тие си идат со багаж на security concerns во позадина и често пати ги игнорираме оние warnings што некогаш и ни се појавуваат. Постои начин тоа да се реши, но тоа кошта уште време, уште импликации. Тука е, според мене, треба да постои човек кој знае созреано да процени дали системот е безбеден, дали не е безбеден, дали ќе прифатиме residual риск. Например, јас сум дошол во ситуација да развиваме систем и знаеме каква е ситуацијата, знаеме и кои се лимитациите. И ги имаме двете опции на решавање проблемот и прекуцување 60% од проектот и подскривање на проблемот, отежнување да се случи, но не е решен, пак постои во позадина. И тука е оној моментот каде созреано некогаш можеби и ќе донесеме одлука на 60% прекуцување на цел проект мене ме кошта 2 години и јас ги немам тие 2 години, но од друга страна можам да направам нешто што многу ќе го отежни ова пред да биде нешто сериозно кога ќе појди на деливери. Дали тука мислиш на тоа да речеме правење на компензација во системот користејќи други компоненти кои што би требало да го покријат недостатокот на решението? Дефинитивно, и затоа и тој начин на користење на компоненти треба да биде loosely coupled, да можат да се заменат лесно, или кога ќе видиме дека ова е застарено или не ни брка работа, да можеме лесно да се интегрираме со друго. Да кажем, ако требало да го сумираме во некаква чек-листа. Добро. Значи, работите, ако добро те разбирам, на кој што треба внимаваме, да пробаме дел со конфигурацииве, да го автоматизираме, кај што ќе се користи некаков key vault, од кај што ќе преземаме, ќе правиме replacement. Во дел на користење на библиотеки, фреймворци, се што е надворешна компонента. Тоа е SAST делот. Update to latest, нели, да се осигураме дека последна верзија има и да се направи евалуација дали содржи некакви безбедносни пропусти, по можност да користиме некој решение кој што може да направи проценка на квалитет на кодот кој што е напишан и да каже, слушај, можни импликации, можни проблеми се тие и тие, и при испорака, нели, да се осигураме дека тоа што ги испорачуваат агентите не е сменето измеѓу преку користење нови хаш функции и CRC функции. Да, многу добро сумирано, и би додал уште едно нешто. Постојат Dust решенија. Тоа е еден вид на тулинг кој ја тестира, имитира пентестер на веб апликацијата. Често пати после деплојментот, после сите процеси е добро да се пушти некој таков тул кој секако... И со некако автоматски пентестови што прават, така? Да. Тоа е имитација на пентест, но... Прво автоматизирано со предефинирани вектори да... Да. Најчесто е смарт фазер, како би го гледале. Да. Значи користиме такво едно решение на работа. Го испорачавме решението. Следно треба да видиме кои се безбедносните перспективи на кои што треба внимаваме во лайф околина, така. Значи, често сценарија од перспектива на поддршка и девелопмент е имаме таков проблем со корисникот, треба му се дае support дата се исчисти, пристап до база ми треба, пристап до виртуелка ми треба, пристап до лог ми треба и така натаму. Кои се тука безбедносните предизвици што се појавуваат при одржување на апликации кои што се во технички лайф околина? Тоа е многу убаво прашање, затоа што во моето искуство сум видел доста production issues, да речам, и тоа искуство е убаво да се види. Што е поентата? Продукцијскиот систем треба да функционира безпрекорно и сите леери назад што се толерирале овде мора да функционираат. Сега, често пати security guys
потенцираат на awareness на што ќе се случи кога нешто не работи. Постојат вежби хаос инженеринг се вика, каде го тестираме системот пред да се случи нешто, како тој би се однесувал. И тој треба да дај доволно дејта, да ја логира таа дејта на инцидент, за некој после да истражи да може лесно да го среди проблемот. Кога знам конкретно каде точно се случило и што се случило, имам и моќ на поправка. Ова сега ме подсети. Ако ти текнува, Jira има минатата година, нели, проблем кај што добар дел од продукцијската дата за поготоа за поголемите клиенти кои што ги имат им исчезна, јас нема и така натаму. Меѓутоа за парадоксот да е поголем, има извадено книга која што се вика како беше името, баш нешто во тој дух као Chaos Manual. Во смисла што ќе се случи ако ништо не работи, кој што треба да биде уставно кажано и процедура и ако рикна системи вика што да правиме сега, read your book, муабетот, напише дизастер сценарио беше, како гайдлайн, кој што никош не го истестирал. А затоа се насмеав кога кажа за chaos testing, ме подсети на тоа кога дај да пробаме да видиме дали секи имаме запишано. Па да, сега како што спомна и ти, често пати идеме во ситуација тој продакшн систем да дава одредени пермисии, да дава пристап до одредени ресурси и тука правниот дел е многу полесниот дел, пошто basically се подпишува Драган, доби овластување да гледа логој. Супер. Ама после тоа, дејтата што ја собираме во тие системи е исто така подложна и подлежна на security issues. Например, се има случајно во Facebook сите користиме. Пред години некој API беше ликнато, беше unsafe, беше на продукција секако и некој успеа да изитерира 3 милиони юзери со се што има во нив дејта, како logged users. И Facebook рече, да, basically, знаеме, свесни сме, ама не можевме ништо да направиме брзо. Зашто ако го расипевме апито, ако го затворевме, ќе прекиневме целата функционалност на системот. Сега, за да не ни се случи тоа, често пати security guys пред да дојдеме до продукција, поставуваат контроли, не толку контроли колку начини на алтернативно соочување. Например, доколку AliExpress падне одреден сервер, AliExpress има кеширана верзија од тој сервер во моментот кога паднал и не редиректира до кешираниот сервер се додека не се реши проблемот на вистинскиот. После само прави switch и не враќа со редирект на вистинскиот, за да имаме она real data. Така. Ева да кажеме големи се имаат и тимови, имаат и можност да ги пробаат тие сценарија, да ги дефинираат. Јас би трнал пак и во што вика кај нас реалноста така. Во смисла, ние немаме компанија која што е на ниво на Facebook или на Google. Меѓутоа сепак имаме реални проблеми така. Треба да се даде поддршка на одреден корисник, пристап во база, не знам, така. Сега ние пристап во база треба да му даеме на некој член од тимот така. Тој член потенцијално може да ви дата security ризик сам по себе, нели? Да. Без разлика на хартија дали има подпис или нема, security ризик е така. Точно. Како тука да постапиме така или чепкање во логови, па налогирале што треба, што не треба. Кои се механизмите кои што можеме тука да ги аплицираме? Постојат директни и индиректни начини. Директните начини се со правење бекап копии. Бекапот by default си има некоја конкретна верзија во формата во која е во моментот и се што би се случило како инцидент би можело да се врати во првобитната состојба на тој бекап. Доколку тој бекап се извршува редовно и се додаваат само changes место целиот имидж пак да се прави. Incremental. Да, incremental backup, тоа е баш начинот како се соочуваме со поголемите проблеми. Сега,
Некогаш јас, според искуството, сум забележал, треба да речеме не. Не треба да даваме на се пристап. Некогаш ќе имаме и аргумент зошто не го даваме тоа. Затоа што давањето на пристап не е проблем толку на доверба кон човекот, пошто... Тоа е протоколот, кажува, нели, како ние се однесуваме со патоците, не е проблема дека е, точно, не знам, Маријан или Драган или не знам кој, туку е зад довербата... процедурата. Да, зад довербата на човекот има уште еден леер на процедура, процес, но исто така и свесни сме дека ако овде нешто fails, ќе не афектира многу. Во security постојат градации на импакт пресметување, како самиот ризик, самиот импакт се пресметуваат по равенка и се стига до бројка. И сега најчесто најдобро е над 6,9 нагоре да не се прифаќа ништо. Од 6,9 па... Значи тоа е све виден тип на риск асесмент кај што... Да, некој градација на што е прифатливо за нашиот ризик, што не е толку. Технички, колкава штета би направил ако се реализира сценариото што го сме го дефинирале, ако дајме пристап или што е да треба направим. Да. Сега тука иде и логинг делот. Често пати постојат начини преку логинг, ние не сме доволно информирани што се случило во самиот environment на продукција и потоа сваќаме дека ние уствари години сме така наречено слепи и не гледаме што ни се случува. Еден од интересните примери што би сакал да споделаме, фирма за мебел, светски позната, направила, како што рековме, некој депенденци од страна во системот Ruby on Rails. И некој атакер направил Ruby on Rails dependency со истото име број 2. И некој девелопер си рекол, топ, ќе си го користам ова новово, пошто двојка е. И испаѓа дека 17 години не се свесни дека биле ботнет. Нивниот систем бил ботнет и се користел за malicious activity. 17 години никој не го забележал тоа, затоа што пасивно се однесувал системот, не направил индикации негде, а тие не го логирале добро. И после 17 години конкретен експерт оди, и то македонец, му иди батката и му вели да направиме цел асесмент, сваќа до кај ситуацијата, му го документира репортот, тие се такви во паника, не знаат што да прават, го решаваат проблемот, но 17 години поминуваат така. Така, интересно. Епа, добро да кажеме, ете во тој дел, како може да сме свесни дека имаме таков пропуст? Ги спомнавме SIEM тип на системи, дали тие може да ни помогнат? Што се тој тип на системи кои што може нас да ни дадат, да кажам, свој еден тип на информација, на нотификација, на алерт дека нешто чудно се случува, така? Да, значи првиот чекор во секој систем е баш тој моментот на awareness. Кога сме aware што ни се случува, иди decision making, каде и како можеме да превенираме нешто или да го митигираме проблемот. Но иди уште еден дел eradication го викаат. Тоа е да се осигураме дека после ова што го направивме, ние не сме vulnerable. И тие CM системи се најчесто trusted системи кои ви ставаат агент на некое место и тој агент се грижи за анализа на промените на конкретни работи. И кога ќе забележи некој чуден behavior, крева тикет, you are aware of it, го гледаш тикетот, размислувам, окей, што можам овде да направам, афектиран сум на тој и то место, овај и овај параметар ми е чуден, одам да истражам и го митигирам проблемот на лице место. Луѓето што работат така директно во продакшн, се исто така мои херои, пошто треба многу спремност и многу созреаност техничка да се поседува за да правиш такви брзи фиксови, но секако и тука бекап моментот го има за во случај нешто ако е поризично да не направи поголема штета од тоа што е. Така.
Добро. Дали имаш некој таков тип, да кажам, на конкретен продукт кој што можеш да го препорачаш, дали е open source решение или платено решение, кој што може, например, да се користи за соевиден тип на сенсинг во наводници? Моментално, јас бев доста инспириран од open source технологија, се вика Axiom, и на некој начин е querying logs. Мене искрено многу ми требало тоа порано, и кога го најдов и го пробав како open source tool, беше доста добар и можеше многу комплексни квериња да се прават, и преку тие querying да добивам јас готови rules и готови identification на некој malicious activity. Од друга страна постојат ваздух, постојат неокортекси, не ми текнува сега, тие беа како мейнстрим тикетинг системи кои се интегрираат, се инсталираат, се поврзува агент до нив и после самиот тој се грижи. Така автоматски генерира прави. Да. Да кажеме, сме идентификувале дека имаме пропуст, без разлика дали е тоа black hat или white hat. Некако стигнуваме до информација дека има безбедносен пропуст, дека имаме некаков проблем. Кој е чекора што треба да го преземеме тука? Што е тоа што треба да го направиме? Од моето искуство, правиме муабет како white hat човек, так, што со интегритет сака да го среди тој проблем. Јас прво би ги контактирал афектираните. Нормално, сигурно има некој мејл или телефон кој ги прима таквите повици, и би му објаснал конкретниот технички проблем со кој тие се афектирани. Секако, тоа, доколку ние откриеме нешто, потенцира индиректно дека и ние можеме да направиме нешто во тоа. Но професионалниот начин е, кога ќе го идентификуваме, да не направиме штета, но да оставиме евиденс по кој ние ќе се повикаме, и кога ќе појдеме на пример банка некоја што сме му нашле нешто, конкретно му кажуваме во толку и толку часот ова и ова беше најдено, ова е мојот евиденс дека јас уствари ова го открив и сметам дека треба да го решите вака, доколку имаме ние некој mitigation план. Доколку немаме, користен е податокот само да му се каже дека овде ние сметаме дека сте vulnerable, и после тоа комуникацијата почнува од другата страна. Ова е интересна тематика. Целта на прашање беше обратно, да кажем, од кога ние ќе да знаеме, па човекот што одговорен кај нас, што е тоа што треба да направи. Меѓутоа, еве, стартапме оваа дискусија, па тука би те прашал конкретно еве за кај нас, например, така. Добро. Процесот во принцип е, да кажеме, горе-доле стандардизиран across states, како треба на white hat да се однесуваш, нели, како изгледа еден извештај, што треба да го припреми, што се треба да вклучува, репростепси и така натаму. Колку кај нас, например, тие процедури се прифатени и дали може да се кривично, например, да не гонат? Мојот одговор од искуство и да и не, затоа што тоа малце и до самата како го perceive сето тоа какво е. Се случиле, за жал, такви случки со мои колеги, каде што ненамерно сакале да кажат имаме проблем, ненамерно направиле нешто и биле perceived како ама кој ви бараше вие да гибате таму. Од друга страна, иди моментот па со таквите луѓе има од другата страна разбрани нормално компании и бизниси кои го ценат тоа и даваат баунти програм, каде некој се труди намерно да го хакни софтверот, да ги открие тие слабости и да ги награди, да ги мотивира атакерс, тоест white hats. На тој начин функционира во нашата држава, за жал. Јас барем немам поинаква перцепција од тоа, но сметам дека можеме уште да се импрув,
прво, да ги информираме. Нели имавме некој официјален центар за безбедност Сидера, кај што може да се пријават одредени безбедносни пропусти. Не знам, јас немам искуство, не би знал да кажам на кој ниво тоа е, како организирано и како функционира. Знам дека пред неколку години одреден безбедносен пропуск кој што го открив на еден од системите, например, пробав да го пријавам, да пратам мейлови до соодветната установа, до МВР, например, до тој центар кој што е одговорен за компјутерски криминал конкретно, и никош не добив одговор. Прво се јавам и сето тој, тоа остана, да кажам така. За жал, тоа е си виси некаде. Да, тоа е реалноста, затоа што јас сум бил и онака индиректно соработник со Цидера. Преплавени се. Мислам, дечки не знам како се справуваат, барем јас таква перцепција добив. Преплавени се со ноиз, и оној начин на филтрирање на тој ноиз се уште е во импрувмент фаза. Но затоа јас како го гледам, доколку јас навистина сакам на некој да му помогнам како бизнис, сметам дека треба и лично да го информирам, и можам после јас и на самата организација да му кажам дека доколку треба да инволвираме некој друг, пошто на крајот на денот јас сакам легално да си работам, не направив штета, но од другата страна сакам и некој друг да види бенефит од тоа. И знаете, кога ќе имате таква репутација да правите добро и да обезбедувате системи, таа репутација ве следи, ви веруваат, па ви инволвираат во посериозни проекти. Тоа е реално, мислам, Whitehead си кариера се видна, и ете во дел на тие баунти програми кои што постојат, добар дел од луѓето има кои што тој има на некој начин екзистенција и живеачка, и тоа го работат. Едноставно пробуваат да пробијат системи најдобро намерно, да дадат соодветен извештај како се репродуцира, и за тоа да бидат платени. Од лично искуство ќе кажам пример за нашиот продукт кој што е Envoice. Кај нас имаше стигнуваа такви извештаи на одредени пропусти логички кои што сме ги направили слично. Што е нормално. Ние присуствувавме на неколку баунти програми кај што исплаќавме согласно колку, например, е критичен проблемот што ќе го најдат. Обично се сведуваше на такви идор тип на напади, да кажам, кои што биле пропуштени од самата логика. Меѓутоа во секој случај беа баш професионални извештаи кај што ќе ти каже точно самиот Whitehead еве ги чекорите, или еве го видеото, направи тоа, и тоа мислам дека многу добар начин на соработка, зашто имаме на некој начин објективно размислување на страна од тимот. Значи работи кои што не ги гледаме ние во склоп на тимот кога сме внатре, некој надвор ги гледа и помага да имаме поздраво решение. Еве кога сме на темата, ме интересира колку често треба пентест да правиме на едно решение. Зборувам детален. Да, според моето искуство, јас би правил месечно, со тоа што, знаете, ако припремата на целиот пентест трае, например, некогаш и 1 до 2 дена, затоа што и припремата за пентестот со анонимни акаунти, со пермисии, без пермисии, сето тоа кошта време. Така. Нешто може да се автоматизира, но повеќето од искуство барем покажало дека не е така едноставно. Припремата би требало да трае 2 дена максимум. Самиот execution треба да трае барем 2 недели. И во тие 2 недели да се започне исто генерирање на репорт, правење на репорт. Месечното ниво на пентестови детални правиме муабет придонесува на следење на самиот квалитет од верзија во верзија. Сега некои фирми одлучуваат, например, при секој релиз на нова верзија прават пентест. Некои го имплементираат во CI/CD, како со секој нов билд правиме некој мини регресија некоја. Така, како security чекови. Постои еден тул се вика Nuclei. Тоа е конзол тул кој се пушта често пати да помини по некои predefined готови
пейлоди прави, повици прави, го провоцира, да речем, системот. Такви работи се корисни да се прават on short term, но оној до long term тестирање треба, според мене, екстерна фирма да ги прави и интерно да постои барем еден мал тим кој ќе ги транслейт работите што ги гледа од надвор во акции внатре во департментот. Добро. Би сакал сега да продискутираме за крајните корисници, бидејќи што е да направиме, нели, системот онолку безбеден колку што е најслаба талка. Човекот на крај, нели, секогаш може да биде компрометиран. Како може крајните корисници да придонесат за безбедност во системот? Па, според мене, мислам дека крајните корисници прво треба да бидат информирани со што се соочуваат, да добијат некаква обука на како се користи безбедно самиот интернет, самите апликации. Значи, не очекуваме сите да станат програмери и технички лица, но очекуваме да имаат представа што изгледа во ред и што изгледа схеми или како што знаете, имаше со поштата и можеби и уште. Да, мене скоро ми стигне SMS, да, има шортлинк таму. Такви стигаат SMS и на него постои некој линк, доколку, како што рече татко, мајка, некој што е во повеќе години види, треба да го препознае дека тоа не е тоа што треба да биде. За жал, мислам дека уште имаме место да креваме awareness и да ги информираме. Ми се чини дека делот со фишингот станува се пософистициран и дури кај луѓе кои што се искусни некогаш тешко да се примети. Значи, поготово кога го стандард, односно кога дозволија да речеме во склоп на URL адресите да се користат разни типови на карактери, така ото може да биде, може да биде друго, кирилично, друго, трето, пето, нели, тука се прават комбинации кои што малтene ние добиваме и сајт кога гледаме на телефон, делува легитимно, се е легитимно и на крајот. Точно и да. И јас како еден од свесните сум жртва на евентуален таков брич, затоа што јас можам да направам во моја моќе, да конкретни сајтови на кои му верувам ги посетувам, надвор од нив си го затворам сам просторот на истражување да биде малце по-лимитиран и изворите од кои јас се информирам да бидат по-reliable. Кога ќе добивам нешто што не ми е јасно дали е или не е, by default да предпоставам дека не е во ред. И на тој начин, индиректно свесно, сам да ми стане навика да ги... Значи, zero trust и кон себе. Да. Најчесто и тоа поминува, но често пати постојат и на мейлинг системите контроли кои можат да го редуцираат тој спаминг индекс. Но јас сметам дека пред се треба луѓето да се свесни што користат, како користат и исто така да се свесни дека нивната приватност тие ја даваат на одреден ентитет, бизнис, бази, системи. И ако сакаме да бидеме кул на TikTok, ама TikTok во агриментот ни кажува дека се можно ни собира и ние кликаме accept, затоа што ни е интересно видеото. Тука е оној балансот што ние ко security professionals го гледаме поинаку. Често пати security aware professionals не сакаат многу социјални мрежи да објавуваат, да пишуваат, затоа што и приватноста си ја изложуваат и тука оставаат место. Еве, ако јас објавам слика дека имам куче лајка, може да ме контактира фишинг гај што би работел Анима Мунди фейк. Така. За вашето куче имаме 30% попуст, кликни овде. Клик. А ако го направат спеар фишинг, со името на лајка дури повеќе ќе успее. Така, да. Персонализирано.
Затоа многу треба предпазливост на тоа. И како што рече, највулнерабл систем е човекот. Дали сакаме или не, дали е свесен или не, тој е vulnerable. Е манипулатив и психолошки, пошто самиот cyber security се базира на психологија пред се. Моментот на пренесување на информации од еден систем кон друг систем или од човек кон човек има импакт. И често пати тој импакт може да се fine-tune. Так. На страна, например, од тренингот, како се виден тип на едукација, дали можеби има и други контроли, компоненти, тактики кои што може да се имплементираат? Еве спомнавме на, например, повеќе факторска автентикација како еден начин на... Дали таа може да помогне во зголемување на безбедноста? Дефинитивно сакаме да индиректно наметнеме да се користат контроли кои ќе го отежнат malicious activity да успее, а од друга страна корисникот да биде заштитен. Многу добар пример ти е со two-factor authentication, например, доколку јас имам Facebook акаунт и некој ми го погоди паспортот, тој кога ќе влези ќе му побара код. И кодот, ако ми стигне мене на телефон, тоа е исто индикација дека некој ми прави нешто, а јас ја имам контролата да не влезам во Facebook или да речам this was not me и да го блокирам од системот. Такви контроли помагаат, но од друга страна искуството покажало дека и отежнуваат. Пример корисници како мајка, баба, што не сакаат многу да се замараат. Реално не се технички подковани за да може да постават тој систем на повеќе факторски. Баш затоа и И или например колега мој изгубил телефон и сега authentication app што му е со сите токени, со се што му треба, му е под вода и сега тој мора да смисли начин да го байпасни тоа или да најди начин да се врати во првобитната состојба и тука малце треба да бидеме предпазливи. Така, тие се недостатоци. Дали можеби хардверските клучеви се едно решение кое што е... Да, но јас од искуство мислам дека тоа ги решава одредени проблеми, но вметнува други проблеми. Имаше пред 7 години manufacturer, произведувач на клучеви, кои хардверски може да го изменат и со едно такво USB да помини по компјутери и да ги вчита сите кешт податоци, така да зависи од едната страна се гледа... Нема златен метак како решение, нешто што работи. Не постои secure 100%, но постои тешко secure. Во дел, например, на повторно на техники и крајните корисници, што е тоа што може Average Joe да го направи за да остане безбеден? Чи некои препораки, например, за луѓе кои што можеби се aware, меѓутоа не доволно. Јас би рекол прво најголем фокус... Или како да станат aware, да зголемат свесноста за овој тип на проблеми. Така, значи, прв фокус би бил самото поставување на паспорти, на имејлови, квалитетот нивни. Често пати сакаме паспортот да ни е лесен за памтење. Тоа е во природата на човекот. Најчесто ставаме датум на раѓање, име на некој значаен во животот и сето тоа е лесно predictable и често пати било exploitable. Но за Average Joe, како што рековме, препораката е прво да смисли паспорт што е некоја фраза, што не е многу соодветна или не е секојдневна, не е лесна за памтење, но тој ја памти за тоа што нешто му значи. Примера, од некој филм што него му е омилен, конкретна фраза, што е многу потежок probability да се погоди, плюс кога вметниме некој карактер, некоја бројка, некој символ, тоа станува безбеден паспорт,
над 12 карактери се смета сега релативно безбедно. Така. Јас, например, со години назад веќе користам пасворд менаџери како решение, во смисла наместо да реискористувам лозинки, генерирам, например, лозинки кои што се дупло тоа што е стандард, например, не ги памтам, не ги знам. Да. И нив ги користам, например, како, тоест, пасворд менаџер го користам како опција кај што ќе се најавам, не да има мастер лозинга која што си ја знам и таа ја користам, и тоа не реискористуваме секојаш некаков рандом пасворд кој што помага тоа. Тоа е убава, да речам, пракса, но од мој аспект јас сум против, затоа што од искуство сум консултирал компании што биле пасворд менаџерс и биле бричнати, и иако во encrypted data ги имаат пасвордите, тие пак можат да се автентицират и со encrypted како replay атак да направат. Може би е мојата security параноја после 10 години се имам видено, но јас сум против пасворд менаџерс, туку повеќе би рекол користење на комплексни и различни пасворди, можат да бидат различни и да бидат лесни за памтење, и се сведува, например, ако имаме 10 различни пасворди, нивно ротирање. Затоа што ние пак можеме unbreached пасворд да го ротираме и да го користиме на подруги места. Нормално, ако не фати keylogger, тоа е малце лошо, но тука two-factor authentication ке не спаси. Како да знаеме дека сме имале брич како крајен корисник? Дали има некои сајтови каде што можам да проверам, например, дали е мојот корисник? Многу интересно прашање, баш ми е мило што го постави. Постои сајт кој actually вели дека гарантира дека ќе ти кажи кој ти е пасвордот и username-от ако му ги даеш, и кога ќе му ги даеш веќе ги имаат тие таму. Тоа се фейк сајтови. Постојат низи на MD5 или некои хеширани пасворди кои можат да се проверат дали ова резултира во ова и назад. Назад е потешко затоа што комплексноста е огромна, но постојат се уште такви бази off-grid што проверуваат дали некој одреден акаунт бил бричнат во одредено време, по имейл адреса, по пасворд. Average Joe најверојатно не би ги користел и би ги проверувал тие работи. Мојата препорака е да го минимизираме нашиот футпринт. Кога нема потреба да правам акаунт за нешто, нема да правам. И тоа би го решил еден од проблемите. Постојат општи практики кои можеме да ги користиме, но на крајот се сведува на предпазливост своја и на кој му веруваме, на која платформа, каква дејта ставаме. Например, ако јас не сакам да знам податок или не сакам да го изложам тој податок, не го изложувам. Јасно. Затоа, например, мислам дека е згодно со delegated authority, во смисла кога се користи Open Authentication, или може да видиме кој е скопот, што е тоа што го даваме како информација и пробуваме на тој начин да... И пак му веруваме на тој third party систем. Му веруваме дека тој најверојатно подобро од нас ќе се грижи за безбедноста, ова се, например, со сајтовите интересно, веќе може да се провери по мейл адреса дали во одредена база која што протекла на интернет, да кажам, дали нашиот мейл се наоѓа таму, например, некаде, за да знаеме да смениме лозинка. Дори мислам дека последно веќе даваат и таков тип на услуга, во смисла веднаш штом ќе се појави таков тип на база и ќе интегрираат во нивниот сервис, да ти стигне брзо нотификација за да може да си направиш промена на лозинка или промена на мейл и така натаму, што е згодно.
Добро. Широка е мислам дека темата многу и јас тука некада би затворил за да не се расплинем уште повеќе. Да, иначе можеме Да, можеме мислам дека и дупло да тераме на тема да е стварно интересна. Дали имаш можеби ти нешто да додадеш, да надополниш, да препорачаш во облик на практики, во облик на литература за некако што можеби е заинтересиран за темата, од каде да почне, како тој светоглед на Whitehead Security консултант да го изгради, или што е тоа што треба го направи за да влезе во струката, да не биде она скрипт киди. Да. Радо би ја споделил мојата приказна, како тоа мене ме стигна до тоа што сум. Прво сето тоа почна со ентузијазам на оној инженеринг, како се функционира во позадина, колку функционира, да. Таа љубопитност резултираше, пошто во мое време кога почнав имавме и малку книги, читав српски книги некои што беа за DOS, па софлопињата, па сето тоа старомодниот модем, па сето тоа го поминав. Кога стигнавме до Windows XP, тоа беше 2003-2004 година ми се чини, постоеше тип, а може би и се уште постои, Eli the Computer Guy. И тој ги објаснуваше едноставно работите. Како работи мрежа, како работи оперативен систем, и концептите ми ги доближи поблиску да бидат кон тоа што јас го разбирам. Сега, после тоа продолжив да читам различна литература, но јас сум човек што сака по видео ориентет сум, отколку или аудиобукс во крајен случај, но во никој случај не сум сакал многу да седам на книга онака да читам, туку да видам нешто и да извадам value од тоа. Value-то најмногу го видов во книги, низа на книги од програмерска, тестерска природа. Сите завршуваат in action, Java in action, Python in action, и сите тие се веќе познати, поприлично ги има и фри да се најдат. Јас мислам дека патот за Whitehead е првично карактерен интегритет, да се учат технологии од повеќе аспекти, да не се ограничуваме на ништо конкретно, затоа што имам колеги ке речи, па јас 10 години само Java работам и Java ме интересира. Тоа не е погрешно, сосема е окей. Но сметам дека технологија агностика проучот е многу побитен и да се движиме со времето, да ги учиме сите работи во повеќе аспекти, секако реалноста е дека не ги стигаме сите, но техничкото знаење да биде воглавно во бекенд, воглавно во фронтенд, воглавно во DevOps, воглавно во human interactions, затоа што и тоа е клучен дел во сето ова, и кога ќе го спаковаме сето, излегува security mindsetот, како се гради, па како јас да излезам out of the box да размислувам. И тука има момент на кога ќе стани веќе патерн да размислуваме така, ние веќе ќе гледаме како хирург, кога оперира тој има 2000 операции правено и него му е механички. И ние во security... Да стигнеш на ниво каде што ќе пробаш да гледаш како да го зафркнам системот. Па, и да најдам начини detail oriented да бидеме, но исто така не толку да го зафркнам, туку да го испровоцирам на начин каде тој ќе ми одговори како јас сакам. Да го натерам да се однесува поинаку, место тој да ме натера да се однесувам јас како тој сака. Комуникацијата техничка е базирана на размислувањето прво. Ако научиме да размислуваме и да ги спојуваме мислите во тој начин, после лесно е да го примениме тоа во... Ги спомна Script Kiddies. Script Kiddies actually е добар approach за почеток, но често пати луѓето во Script Kiddies кога ќе почнат се губат. Ја губат суштината,
некои дури подпаѓаат под моќта на сега можам да правам нешто и ќе правам штета. И тие можеби не го размислуваат тоа, но баш ова е како каратето. Ја имаш моќта да го истепаш противникот, но не го тепаш, туку се браниш, пример. Так. И супер аналогија. Така функционира, да. Отлично, добро. Ти благодарам многу на разговорот, супер беше. Мислам дека тука некаде привршуваме, а може би во некоја следна да издискутираме за форензика, биги тоа исто така интересна тематика. Супер. Фала ти. Фала ти многу. Прекрасно. Фала ти, супер.